И ова ќе помине. Вторниците наутро се вистински ритуал. Со мојот пријател Михали се среќаваме во 6:45 часот, веднаш пред изгресунце. По вообичаениот разговор почнуваме да трчаме. Трчаме точно 35 минути. И нашите јазици вежбаат бидејќи цело време зборуваме. По 5 минути веќе навлегуваме во длабокото. Се радуваме на секоја победа, бидејќи сега знаеме дека малите работи се всушност големи. Михајле се добар човек, одличен професионалец и семеен човек, кој според мене е многу строг со себе. Трчањето секогаш завршува со нурнување во морето. Денеска Михајле избрзаше, па само отиде во пливање. Испливав до вообичаеното место и погледнав наоколу за да уживам во глетката. Ги гледав зградите кои беа подредени на далечниот брег. Во последните 10 години глетката не е сменета. Не можам да се насетам од неа исто како да сум ја видел безброј пати. Понекогаш во зима, понекогаш во лето, понекогаш на дожд, а некогаш дури и прекриено со снег. Пред 10 години на мојата компанија и одеше одлично и пливав за да прославам. Но пред 5 години почна да ја оди тешко и пливав за да ги разбистрам мислите. Пред 2 години глетката беше иста, но недостигаше едно – мојата компанија. Како вчера да беше, навистина времето лета. Сегашноста често ни изгледа како бескраен океан, како грижите да ве преплавуваат како цунами. Мислите дека нема излез, но сепак дури и по 1 или 2 години ќе се смеете на тоа што се случило, колку и да изгледало тешко тогаш. Се се случило со причина. Сигурно требало да се научи некоја лекција. Така кралот го замолил мудрецот да му ја каже неговата најдлабока мудрост. Ако треба ќе ти дадам и половина од моето кралство, рекол. Мудрецот ја одел понудата, но на кралот му подарил нешто. Прстен. Кралу мој, секој утро ќе го отвориш прстенот и ќе го прочиташ записот. Потоа ќе го вратиш на место. Кралот се согласил. Следното утро не можел да дочека. Нестрпливо го отворил прстенот и го прочитал записот. И ова ќе помине.